За помалку од една недела ќе се бира председател и нов состав на парламентот. Партиите и кандидатите се во интензивна кампања. Најактивни политичарите беа во штип. Носителот на листата на ВМРО ДПМН беше на средба со бизнисмените. Нови патишта, нови автопатишта, 3 изградба, инфраструктурни објекти во здравство, во образование, нови инвестиции, домашни и странски, отварање на нови работни места, една комплетна промена и очекувам дека во наредните 4 години со многу пониска невработеност, со изградени патишта, со многу нови отворени капацитети, ќе имаме многу поразлична состојба. Во исто време, останатите кандидати за пратеници од истата партија на прес зборуваа за мерките наменети за пензионерите. Ќе продолжи реализацијата на проектот Бањско-климатска рекреација на корисници на пензија. Услугата Бањско-климатска рекреација ќе може да се користи еднаш во период од втората половина на март до ноември во траење од 7 дена. Проектот ќе продолжи да се реализира и во следните 4 години, при што ќе бидат опфатени 22.000 пензионери. 2015 година ќе започне со реализација на проектот бесплатен туристички викенд за пензионери. Предност ќе имаат корисниците на пониска пензија. Секоја година ова услуга ќе може да ја користат до 3.000 корисници на пензија во пролетниот и есенскиот период, односно 12.000 пензионери за период од 4 години. Прес има и во СДСМ, а тема за нив беше заштитата на жените. Целосна забрана за прековремена и ноќна работа за бремени работнички, како и релативна забрана за ноќна и прековремена работа за мајки со деца до 6 години, како и мајки кои се грижат за деца со посебни потреби, независно од нивната возраст. Платено отсуство за работа за бремени жени во деновите кога имат закажано редовен гинеколошки преглед. Породилно боледување во висина од 100% за патолошка бременост. 12-месечно платено породилно отсуство за секој родител или посвоител кој сам ќе се грижи за одгледување на детето, 3-месечно неплатено родителско отсуство за нега на дете до 3 годишна возраст. Носителот на листа на ВМРО Народна пак презентираше мерки за, како што рече, враќање на демократијата. Една од првите цели што ќе ги направиме во Македонија е 70% намалување на сите казни во Република Македонија. Комплетно ревидирање на целата казнена политика во Република Македонија, затоа што верувајте дека тоа е основата на демократијата во нашата држава. А што е демократијата? Демократијата е секој човек да може да го каже своето мислење, секој човек да ја критикува власта, а при тоа да не биде загрозен во било која основа. Еднаш во Македонија, тоа ќе ве потсетам, го имавме во периодот 98-2002 година и тоа е основната причина зошто граѓаните на Република Македонија треба да не веруваат дека со ВМРО Народна партија демократијата ќе биде нешто прво што ќе го почувствуваат за еден месец во нашата држава. Гром Воделчево зборуваше за стопанство. Што по добри услови на нашите домашни инвеститори, за да можат тие под исти третман и исти услови како досега што се даваше на страните инвеститори, да се овозможи да тие наши инвеститори во овие мали краеви, во овие средини финансираат, инвестираат